Дали може да почнеме? Колеги, може? Можеме? Добро. Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во соработка со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, постапувајќи во рамките на посебен оперативен план за сузбивање на организирана криминална група инволвирана во вршење на кривични дела од областа на насилниот криминал, приведе 8 лица членови на групата, кои што во текот на минатата и оваа година со потреба на закани по животот и имотот на наводни должници, на насилен начин прибавувале значителна имотна корист, воедно предизвикувајќи и штета по имотот на граѓаните преку опожарување на возила и објекти на оштетените. По документирањето на криминалните активности на групата, на 5.7. Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција достави кривична пријава против 2 лица од Сарај, 3 лица од Скопје и по едно лице од Струга, Велес и Неготино, а поради постоење на основано сомнение дека се сторители на повеќе кривични дела за сторничко здружување, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, изнуда, предизвикување на општа опасност, неовластено изработување, држање, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи и спречување на службено лице во вршење на службени действија. Од страна на судија на претходна постапка за двајца од приведените веќе одредена мерка притвор од трајање од 30 дена, на други 2 лица одредена е мерка предпазливост. Криминалната група делувала на подрачјето на град Скопје. Прво пројавениот МД во периодот од минатата година и во текот на оваа година создал засторничко здружение кое заради прибавување на значителна противправна имотна корист преку употреба на сериозни закани и уцени успеало да изврши наплата на долгови од лихварски услуги или нарушени бизнис релации. Оваа организирана криминална група имала хиерархиска структура со однапред одредени улоги за секој од членовите на групата. Наводните доверители, кои што имале побарувања од трети лица, должници, односно жртви, по основ на ликварски долгови или нарушени бизнис релации, заради наплата на своите побарувања, ги ангажирале организаторот на групата, неговиот брат за посредување во наплата на побарувањата, кои преку потреба на сериозни закани, уцени и насилство успеале за одреден процент, вообичаено од 8 до 10%, да ги наплатат побарувањата. Како инструменти при наплатата на долговите, исто така се служеле и со нотарски заверени изјави и договори за превземање на побарувањата, потоа пренос на должичко-доверителски односи, компензацијски договори за пренос на собственост на имот, вообичаено возила, за наводно извршени услуги и слично. Во одредени случаеви, преку ваквиот систем на криминално делување, побарувањата се пренесувале на членови на групата, така што должниците, односно жртвите, станувале должници на организаторот на споменатата криминална група. Покрај ова, во рамките на оперативните активности за документирање и сузбивање на криминалните активности на групата, детектиран и документиран е случај на нелегална трговија со хероин во која била инволвирана групата. Имено на патниот правец Скопје Велес, сопрен е еден од членовите на групата, при што при преглед кај истиот е пронајден хероин. По претходно издадена наредба од страна на судија на претходна постапка, беше извршен претрес на дом и други простории на 10 локации во Скопје, Струга и Неготино. Потоа беа вршени претрес на лица, на возила кои ги користеле членовите на криминалната група. Во претресите пронајдени и одземени се 4 пиштоли,
5 рамки за пиштоли, пушка, ловечки карабин, 102 куршуми различен калибар, 12 куршуми за ловечки карабин, 4 возила, парични средства во вкупен износ од 48.000 евра, хероин, 2 дигитални ваги со траги од хероин, 4 пластични мелници за остатоци од хероин. Воедно, сакам да информирам за уште една активност на Министерството за внатрешни работи, која што е реализирана во текот на вчерашниот ден, а се уште во просториите на СВР Скопје се преземаат мерки за целосно комплетирање и рачисување на случајот. Имено станува збор за приведени 3 лица кои што во изминатиот период вршеле разбойништва, тешки кражби и дрски кражби, при што до сега се документирани и реализирани околу 16 кривични дела, со приведените се уште се работи. По завршувањето на целокупната постапка ќе биде поднесена соодветна пријава до Основното јавно обвинителство во Скопје. Ова беше главната тематска единица во однос на пресод. Повеќе прашања поврзани со темата. Дали има други припадници на групата кои што се убегство или се осумничени? Установи осумници што се Во текот на вчерашниот ден при преземањето на мерките, сите членови на групата беа апсени и спроведени до истражен суд. Зошто само на двајца им се одреди притвор и дали само тие били најопасните кои што има можност да избегаат, а другите не? Притворот нели го одредува судија по претходна постапка. Најверојатно сметале дека овие двајца се најопасните, односно носителите на ова организирана криминална група. Дали тие што се во притвор се челниците на групата? Да, да. Ова е по поплаки од должниците, од жртвите, МВР го реагира, Па не станува збор конкретно за една до две поплаки, туку Толку ова криминална група подолго време нели е следена во поглед на преземањето на нивните нелегални активности и врз основа на повеќе број на пријави од страна на граѓани, ние пристапиме кон обработка и успеавме да го докажеме нивното нели нелегално дејство. Ќе ви ги доставиме со иницијал. Дали ќе поведете постапки за тие кои што ги ангажирале како група? Зашто тие действувале нели по нечија нудале услуги? Да, како не знам колку што следевте, значи кажавме дека еден е водач на групата, најблизо од него се работи неговиот брат, останатите членови од групата се токму и од оваа категорија за која што вие прашавте. Во стратешкиот план на МВР во делот јакнење на капацитетите на БАБ во областа на гранично управување и миграција стои дека ќе ги проширувате, ќе ги развивате капацитетите за центарот за странци. Добро. За оној веќе постоечкиот, но стои и изградба на нов објект. Добро. Може ли да ни кажете за што точно се работи, дали е тоа истиот објект оној во Бардовци за кој што веќе излегува некои документи во јавноста и која е потребата од толку голем, толку обемен, дали имате некакви анализи направено зашто ви правеле толку капацитет? Значи, центарот за странци веќе постои, знаете. Истиот се наоѓа во Газибава, е во страшно руинирана состојба, не ги исполнува ни минимум од условите кои што треба да бидат исполнети, а воедно Министерството за внатрешни работи преку ИПА фондовите доби грант средства кои што ќе ги употреби токму во изградба на еден ист ваков објект со иста намена. И од таа причина не гледам зошто се шпекулира во јавноста дека станува збор за некој центар со голем обем, со едино само локацијата е смената. Другото се останува исто. Наместо во Газибава ќе биде на друга локација. Иначе намената е потполно иста. Ова, значи стариот центар за странци повеќе нема да постои, пошто е во руинирана состојба, најверојатно тој ќе се сруши и ќе се гради нешто друго на тоа место. Исти таков центар со иста намена се гради само на друга локација. Дали таа локација е Бардовци? Ние се уште кај нас немаме добиено официјално елаборат во однос на проектната документација, значи во однос на ова прашање ќе треба да се обратите до друго министерство. Дали доколку бидат вратени мигранти од другите земји, Добро. во Македонија би ја загрозило тоа безбедност? Бидејќи тие се Не регистрирани ве разбрав. одекога. Кои мигранти доколку бидат вратени? Доколку некои од европските земји вратат мигранти. Дали Значи- би ја загрозило безбедноста во државата? Значи на оваа тема мислам дека и министерот објаснуваше и имаше претходно и пресови и укажувања
дека сега за сега нити ние како Република Македонија, нити соседните земји кои што беа, да не кажам, инволвирани во така наречената западна рута, немаме најава за вакви случаи. Благодарам. Пријатен ден. Пријатен ден.